За време на неговиот прв мандат, Доналд Трамп воведа огромни царини за Кина, потресувајќи ја глобалната економија. Пред неговото враќање, Трамп најави уште подрастични мерки. 10% царина за целиот увоз во САД и неверојатни 60% за стоки и добра од Кина. Иако Кина директно не ги коментираше заканите на Трамп, предупредија на дополнителни трговски тензии. Не одговараме на хипотетички прашања, но само да повторам дека нема победник во трговска војна, ниту пак светот ќе има корист од тоа. Какви било царини на Трамп би можело особено да им наштетат на економиите кои зависат од извозот, но проширената трговска војна меѓу САД и Кина исто така може да создаде можности. Многу земји има корист бидејќи за да се избегнат царините, производството се оддалече од Кина. Министерот за трговија на Тајланд неодамна за тајландскиот сервис на Гласот на Америка изјави дека неговата земја забележала прилив на американски компании кои ги преместуваат фабриките од Кина. Треба да можеме да го пребродиме ова. Всушност овие проблеми ги гледам како придобивки за Тајланд. Верувам дека можеме да бидеме инвестициска дестинација за секоја земја. Сепак, тој пристап доаѓа со ризици. Многу земји кои заработија од трговија поради напуштање на Кина, сега во голема мера се подпираат на извозот во САД, што ги прави уште поранливи на секакви царини на Трамп или напори за сузбивање на пренасочените стоки. Загреженоста се протега надвор од најголемите трговски партнери на САД во Африка, каде трговијата со САД е веќе ограничена. Повисоките царини би можеле да го отежнат пристапот, рече еден аналитичар за Африка 54 на Гласот на Америка. Ако зборуваме за производство на производи, например ананас, доаѓањето од американскиот пазар ќе биде тешко. Затоа не сум оптимист за трговијата на САД со Африка, ако зборуваме за зголемување на царините. Голем дел од неизвестноста произлегува од непредвидливоста на Трамп. За време на неговиот прв мандат, тој често ја користеше можноста за царини како алатка за договарање. Пред на крајот да склучи индивидуални трговски договори, вели аналитичарот Giant Meno. Трамп мислам дека не е протекционист, тој прави договори. Тоа е оно што тој сака да се представува. Му се допаѓа договорите за слободна трговија во кои има улога. Менон вели дека земјите кои се цел на Трамп би можеле да се залагаат за нови трговски договори, наместо за зголемување на царинските стапки кои би можеле да им наштетат на нив самите и на глобалната економија. Не сите предлози на Трамп покажуваат на зголемен протекционизам. Тој исто така предложи да се повлечат субвенциите за електричните возила произведени во САД, субвенции поставени од администрацијата на Бајден. Тој ќе ги нарече глупави на подкастот со Џо Роган, така што тој веројатно ќе ги повлече, и тоа е позитивно во однос на нарушувањата што влијаат на глобалната економија. И ризици и можности, додека светот сваќа како да одговори на враќањето на непредвидливиот претседател на САД.